Сметам дека е срамно кај едно се одвиваат пратенички прашања во месецот. 1/3 од владата не е присутна денеска, има најавено отсуство и да не бидат присутни министрите, да не удостојат со своето присуство во салата и нас и прашањата од граѓаните кои што ви ги поставуваме. Сите три прашања јас ќе ги поставам на министерот за образование. Ќе направам една ретроспектива во моето обраќање за се она што се случуваше во изминативе години и ќе ги посочам последиците, иако веќе ги знаете, сум сигурна. Значи, ние но и граѓаните доаѓаме до еден заклучок дека има целосна неподготвеност од страна на владата на СДСМ и ДУИ кога е во прашање образованието и образовниот систем, и тоа се провлекува во континуитет 5 години без разлика колку министри се променија во ова Министерство за образование и наука, и наука како образованието да е далеко од низата на приоритети на оваа влада, и тој е факт кој што го гледаме преку низата протести кои што се случуваа и преку сите предизвици, но и последици, како што кажав на почетокот, со кои што немате стратегија и концепт за како да се справите. Една учебна година откако сте на власт не почна без проблеми. Која почнува со доцење, која нема свидетелства, која нема учебници, укинувате предмети и така натаму, и сето тоа се одрази на целокупниот процес. Всушност, целосната неподготвеност беше покажана на стартот на учебната година во минатата година, кога немаше учебници и свидетелства. Како почна учебната година во 2022 година? Наместо нови учебници, Министерството за образование платило 530.000 евра за привремени материјали за учење, односно една компилација се направила од минатогодишните и делот од новите учебници, но и од тие ново компонирани материјали немаше за сите. Еве како правевте импровизации. Министерството за образование и наука објавува конкурс преку педагошка служба и согласно концепцијата за дигитализација која не заживеа, за прво и четврто одделение беа предвидени дигитални учебници кои не успеавте да ги дигитализирате, па ги повлековте. Согласно податоците со кои располагаме, ги повикале истите автори годинава кои се јавиле на конкурс, истите тие книги што требаше да бидат дигитални, ги поделиле во делови, така ги направивте привремените материјали за учење за прво и четврто одделение. За второ и пето одделение повторно ги повикувате истите автори, тука додале неколку нови и тоа по наставните програми подготвувавте учебници. Од овие учебници, кои пак најверојатно уште се преведуваат и не се финални, сепак од нив биле искористени делови за да се подготват привремените материјали, за да имаат барем нешто спремно за да се почне учебната година. Тогаш имаше три логични прашања кои што треба да се постават до вас и кои што вие требаше до сега да ги одговорите, но и да ги решите. Кој ги одобрил овие материјали да бидат составен дел од образовниот процес на ученикот? Второ, кој зошто ја определил оваа енормна висока цена за привремените материјали за учење, кој се збирен дел? И трето, кој профитира од дупло печатење кога можеле да се испечатат учебници наместо привремени материјали? И дали два пати се плаќа за иста работа и дали за ова некој зема голема провизија? Потоа следеа вашите најави дека и уверувања кон граѓаните, но во оваа проблематика што јас ја говорам денеска, има еден широк диапазон на опфатени луѓе, затоа што тука се наставниците, се учениците и родителите. Па така уверувавте во септември дека ќе бидат во текот на првото полугодие, па во октомври, па во ноември, за да ви констатира народниот правобранител дека недостиг на учебници сепак има, иако тогаш почна учебната година во првото полугодие. Народниот правобранител укажува на актуелниот закон за учебници за основно и средно образование, според кој учебникот може да биде во употреба 5 години учебни, и освен учебниците во кои ќе има содржини, бидејќи затоа што во учебниците има делови кои што се пополнуваат, се бојат, се сечат, се лепат и така натаму. Само да ве потсетам дека во една ваша изјава имавте во Битола за медиуми, дека всушност посочивте дека проблемите со учебниците се од многу порано. Ние од многу порано имаме деца и знаеме
каква сигурност имаа децата додека владееше ВМРО, кога секоја учебна година имаше нови комплети на учебници. Понатаму, светскиот ден на учителите се пречека без книги. Најголем проблем со книгите, со недостиг на учебници, има оделенијата што учат по новата концепција за основно образование, прво, второ, четврто и пето. Онаа фамозна концепција за која не беше кажан ниту еден пофален збор, буквално од цела образовна фела. Па така се засегнаа и наставниците, тие изнаоѓаа начини креативни, печатеа листови, пишуваа на табла, диктираат, па дечињата кој е запишало, кој е недопишало, па се расправаме родителите зошто недопишало, па што имаме за домашна и така натаму. Потоа следеше учење буквално преку слики на Вибер пратени од наставниците. Ако се бориме за европска иднина на државата, тоа не е начин на школување на нашите деца. Потоа следеа, за жал, грешките во учебниците со историја и географија, па така Монт Еверест стана повисок од 20.000 метри, Македонија, според учебникот за историја, на исток се граничи со Албанија, на запад со Бугарија. За сето тоа имаше низа дебатни емисии, низа гостувања и ваши од Министерството за образование, но за жал, за цел изминат период, ние не видовме одговорност, ниту повлекување на учебниците, немаше одговорност ниту од ваша страна како предводник на целата област образование, ниту за авторите, ниту за Националната комисија, ниту Бирото за развој, ниту рецензентите. Скандалозно е на 25 јануари да најавите дека наскоро ќе биде објавен повикот за избор на учебник по англиски јазик. Ако ви требаат 3 години за повик за учебник, тогаш колку години ќе ви требаат за да ги испечатите? Сето ова што го говорам всушност, можеме да заклучиме дека ќе има долгорочни последици по образованието, дека ќе имаме делумно писмени или неписмени генерации на деца кои што ќе бидат неконкурентни на пазарот на трудот, значи ќе имаме држава во изумирање, бидејќи ќе немаме доволно квалификувани работници, нешто со што веќе се соочуваме и кои ќе ја крепат економијата. Јас можам уште многу да говорам за ова, но бидејќи немаме инвестиции во образованието, не може да е инвестиција во образованието да час по информатика се одвива на лист хартија, бидејќи имаме невидливи учебници, имаме невидливи капитални инвестиции, невидливи патишта, се е имагинарно во нашата држава откако сте на власт. Ние не сме за Европската унија, ние сме за планетата Марс. После толку најави за тоа дали ќе има учебници, ви ги поставувам следниве 3 прашања. Првото прашање, веќе без инсинуации, уверување од ваша страна, затоа што ова ви го поставуваат наставниците, учениците и родителите. Кога ќе има точно учебници за сите ученици? Второто прашање е конечно, дали ќе има одговорност за грешките во учебниците, тргнувајќи од вас како најодговорен за образованието? И третото е за почитувањето на договорот што вие сте го срочиле и сте го договориле со Синдикатот за образованието за усогласување на платите во основното и средното образование преку подпишани колективни договори во септември минатата година, и дали ќе го реализирате ветувањето што сте го дали и што сте го договориле за исплаќање на остатокот од 3,4% во месецов кој што веќе измина. Сигурна сум дека сте свесни дека повторно ви се создава еден бран на огромно незадоволство кој што трае на вистина со години во образованието, а зашто не би биле задоволни кога имаат најниски плати во регионот? Еве пример, само за дообјаснување на моите тези што ги говорам, пример во Босна има 9.000 евра 563 плата на годишно ниво, во Србија има 9.027 евра на годишно ниво, во Словенија имаат 15.800 евра, во Хрватска 16.071 евро на годишно ниво, а во Македонија имаме најниска плата за наставниците 6.000 евра на годишно ниво. Еве, удостојте ме и мене како пратени кој што има легитимно право, до кој што стигаат сите поплаки, удостојте ги буквално сите засегнати од овој процес на образованието. Ви благодарам.